Ловниот резерват Полаки, што го одржува подружницата Осогово на Македонски шуми, наскоро треба да добие нов концесионер, бидејќи во завршна фаза е постапката за издавање под концесија на ловиштето. Бидејќи се работи за крупна и атрактивна сделка, интересот кај потенцијалните концесионери е голем, што е гаранција дека конечно овој репрезентативен резерват ќе профункционира профитабилно. За самиот ловен резерват, мислам на ниво на самата држава се распишани поголем број на концесии во кои што е опфатен и ловниот резерват Полаки. Значи прибирањето на понудите е до 20 јануари, така да сите оние фирми кои што сметаат дека можат да го управуваат тој ловен резерват, имаат можност да ги поднесат документите во Скопје. Понатаму ќе се врши евалуација на самите фирми и ловиштето ќе оде по пат на електронско јавно наддавање. Така да јас сметам дека во најкраток можен рок би можело да се најде фирма која што ќе има склучено концесија за управување со овој ловен резерват, со тоа што одредени потреби пред се за дивечот ќе бидат на време одстранети. Со околу 1200 хектари заградена површина и со 4 вида високоплански дивеч, ловниот резерват Полаки е едно од најквалитетните ловишта во Македонија. Оградата, патиштата, објектите за чување храна, поилата и другите сегменти се во солидна кондиција. Меѓутоа, последните неколку години поради немање концесија за лов, одстрел на трофеен дивеч не е организиран, што пак од друга страна ја зголеми бројноста на обични елени и лопатари, на дива свиња и муфлони. Штетна последица е нарушената крвна слика на дивечот кој предолго е затворен во градниот простор, без можност за вкрстување или освежување со нови грла. Дивечот, ние вршиме активни, мислам, во овој период сме поготово активни во ловниот резерват. Значи бројната состојба е задоволителна. Во поглед на исхраната, значи се обезбедени потребните количини со храна. Еве, и во овој момент веќе имаме активности за донесување на одредена количина на сено и пченка. Така да временските услови сега не се најблагопријатни за самиот дивеч, но ова се зимски услови. Годинава состојбите со прехранување на дивечот се мошне добри, бидејќи навреме се набавени доволни количини сено, пченка, јачмен и други житарици, кои ја надополнуваат редуцираната храна во услови на снег.